Македонија и Гоце Делчев се две нераскинливи нишки. Не може да се зборува за апостолот на македонското револуционерно движење да не се спомене нашата татковина, но и не може да зборуваме за Македонија, а да не се потсетиме на Гоце Делчев. Ова беше дел од говорот на председателот на Советот на општина Струмица Јосиф Христов, кој заедно со своите сограѓани се собраа на градскиот плоштад во Струмица да ја одбележат 113 годишнината од загинувањето на идеологот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. И покрај тоа, што од 4. мај 1903 година измина 113 години, длабоко сум убеден дека во срцето на секој од нас е вгнездена длабока тага и безмерната жал за прераната смрт на еден од најголемите великани на македонското револуционерно дело за ослободување од многовековното турско робство, Гоце Делчев. Таа ненадомислива празнина ја чувствуваме на некако 113 годишна далечина, туку како вчерашна и денешна неизлечива болка. И уште повеќе како судбинска загуба на брилјантот предводник на Македонија и македонскиот народ низ премрежијата и остварувањето на вековниот сон за создавање на своја сопствена, самостојна и суверена татковина. Ликот и делото на Гоце Делчев секогаш биле и ќе останат предизвик за сите генерации македонци. Нам со нашите постапки не преостанува само едно, да ја заслужиме достојноста за да се наречеме негови следбеници, рече Христов пред присутните струмичани. Со смртта на Гоце Делчев исчезна главната врзувачка жила на македонскиот револуционерен организм. Оној кој пулсираше под секоја македонска стреја и кај секој добар револуционер, влевајќи црста, верба и силна надеж во неодменливата близина на со векови очекуваното слободарско сонце и самобитна македонска татковина. А неа, безмерниот родолюбец, толку силно и толку бескрено, безгранично и недвојбено ја имаше воспримено и понесено во душата и срцето. Да не случајно неговиот соборец, прекалениот револуционер Михаил Герџиков ќе рече: јас не знам кој посилно возлюби први, Македонија Гоцета или Гоце Македонија. Ама знам, оти при последната им преградка плаче и двајците. Таа заради прераната му смрт и тој заради недовршеното си дело. По повод годишнината од смртта на Гоце Делчев, представници на локалната самоуправа, политички партии, здруженја на граѓани и државни институции положија свежо цвеќе пред споменбистата на македонскиот херој. А членови на рецитаторската секција од Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето изведоа рецитал со револуционерна поезија посветена на Делчев.